Пред речиси 2 месеца, дури тројца поранешни премиери од редовите на СДСМ дојдоа за да го означат крајот на изградбата на браната Конско кај Евгелија. Покрај Димитар Ковачевски, Оливер Спасовски и Зоран Заев, на свеченоста беа и председателот Стево Пендаровски, поранешниот министер за здравство Венко Филипче, министерот за земјоделство Љупчо Николовски и многу други од актуелната власт. Изградивме капитален проект. Браната Конско ќе биде запишана во историските документи и ќе биде сведок на едно време во кое приоритетите кои што се државнички и кои што се за доброто на граѓаните сме ги прифатиле и сме ги реализирале. Јас сум горд што токму оваа голема инвестиција започна и заврши во периодот на владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И драго ми е што денес се тука сите вклучени во овој крупен проект и многу важен за македонското земјоделие. Од опозицијската ВМРО ДПМН пак возвратија. Таа инвестиција, односно тој проект е замислена ВМРО ДПМН и целата проектна документација која што е почет уште во 2012 година, практично е почеток на реализација на овој голем капитален проект. Зошто политичарите и од власта и од опозицијата сакаат да се фалат со браната Конско? На речиси 20 километри западно од Гевгелија, во пазувите на планината Кожув, е новата брана Конско. Изградена е на Конска река, а ќе зафаќа води и од неколку други помали водотеци. Се работи за камено-насипна брана со висина од 75 метри. Незината изградба со придружните објекти официјално е завршена. Добар ден, како сте? Добар ден, здраво, добре дојдовте на брана Конско. Денис Вејселов е градежен инженер кој работи на браната изминативе 5 години. Основните карактеристики на ова брана сега како што погледнуваме во акумулационен простор, значи ќе акумулира 22 милиони кубици вода. Ова е голема количина и ќе биде корисна за земјоделие за производство на електрична енергија во наредните фази ако се имплементира проектот на подобро и подобро. А за колку време може да се наполни максималната количина вода во езеро? Со проектот е предвидено према средни врнежливи години година и пол. Време за полнење, значи во дворот до дворот на првата куќа ќе биде која ќе треба и да се дислоцира таа куќа што гледаме. Ќе фати водена површина од во просек 700 метри ширина и 2,5 километри во должина. И ќе придонесе убав поглед на селото Конско. Ако сте се прашувале како се редат камењата на телото на браната, еве кратко објаснување. Багеристот со корпата еден по еден камењата ги мести, фактички раката му е багерот. Сега останува да се направи уште пробно полнење на езерото. Значи ќе се мерат како се однесува телото на браната во експлоатација и при прво полнење кога ќе се полни и после при употреба. Овие двете куќарки што ги гледаме се DSM систем, следење на слегување и поместување на телото на браната, а исто така имаме и сеизмичка оскултација, што имаме акцелографи местено за да се следи при сеизмика како се однесува браната. И кога ќе се докажи дека се е во ред, тогаш слободно ќе се пушти за употреба. До тогаш, помал дел од тимот ќе остане на местово за предпазливо да се завршат сите фази. Моментално гледаме темелниот испуст, од каде што се испуштува водата од акумулацијата. Значи, тука имаме конусен затварач, регулационен, кој со мали интервенции од сантим 2 отварање-затварање се регулира колку проток сакаме да испуштаме. Ова е 15% само од капацитетот. А сега во моментот колку има испуст? Ова е 1 кубик во секунда е моментално. Изградбата чинеше 40 милиони евра, што беа обезбедени од буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Зошто се смета дека ова е најголемиот капитален проект во овој регион во последните 50 години? Јас како граѓанин на општина Валандово да кажам дека со 32 години мои, значи можам да кажам дека капитални објекти не се изградиле во овој регион. Значи секогаш се градат со помал буџет проекти. Значи овој проект со ова чинење од 40 милиони евра може да се каже дека е
голем капитален објект. Главната намена на браната според проектот е задоволување на потребите од вода за наводнување на 6500 хектари од Гевгелиското поле. Но За искористување на потенцијалите на овој хидросистем, допрва треба да се градат подсистеми што ќе служат за наводнување земјоделски површини. А за производство на електрична енергија, планирано е да се изградат 2 мали хидроцентрали и пловечки фотоволтаици. со тоа би се комплетирал поширокиот хидромелиоративен систем Гевгелиско поле. Браната е на кота 550, а Гевгелија е на 50 надморска висина, значи имаме потенцијал од 500 метри воден столб висина, што можеме понатаму со нови проекти да се имплементира и цевководот, што се планира за наводнување, и да се имплементират хидроцентрали во истото. Езерото треба да придонесе и за развој на туризмот. Локацијски гледано Гевгелија, пошто е блиску до Грција и е во премин со автопатот што ни е главниот коридор за туризам, значи цел Балкански полуостров што ни се движи на кај Грција, значи може да биде Гевгелија како локација што е одмаралиште на туристите, значи може и тука да се градат локалитети што ќе бидат привлечни за туристите и за развој на туризмот. Браната ја гради конзорциум од турските компании Серка и Акели. Имале големи проблеми за да најдат работници и друг потребен кадар во Македонија. Затоа половина од работниците ги увезле од Турција. Дури извршивме големо интервју во Скопје во Агенција за вработување за цела Македонија, ама жално беше дека од 400 присутни не можевме да вработиме ни двајца, пошто никој не се заинтересирува. Кога дадовме најдобри услови, ама пак не беа заинтересирани. Остануваат уште работи и инвестиции за целосно искористување на водниот потенцијал, но со изградбата на браната, што како идеја потекнува од 70-тите години на минатиот век, поставена е барем основата. Ако државата долго време не инвестирала во поголем капитален проект во овој регион, како што кажува нашиот соговорник од Валандово, тогаш станува јасно зошто заслугите за браната Конско ги сакаат и власта и опозицијата.